Абе, ману е тоа. Ману и све е можно. А после разбрав дека следната година академиков конечно добил венец. Али не од струшките вечери на поезијата, туку од најблиските. И така јас сега чекам на шалтер да се вратам на причава со тоа мокраќата, која пред мене една артифицијална плавуша дојде на тазе од Скопје, од некој свирипичино, долнодупен или може од Куратица, не ја прашав. Дојде до шалтеров и вика на сестрава: "Мори, сестро, примероков од Лајново мое, со лажичево да го земам од Кенефот или директ да си го соберам од Газов? Оти на врата на нишо не пиши." А оваа сестрава ја гледа као да добила прашање за $1.000.000 и вика: "Гледај да си го земеш директ од Газот, ич да не му ја мислиш." И у тој хаос така ја доаѓам нели на ред. Да, мокраќата, ови одма ми земаа бриз крв што требеше таму, ми даваат бројче и ми викаат: "Ке доеш по резултатите у петок меѓу 1 и 2. Алал да му е, бе, викам, кој го смисли ова зимање резултати меѓу 1 и 2? Од цел ден работа, они зимаат резултати меѓу 1 и 2. Абе, викам, замисли да работам до 5 сати у некоја фирма. Резултати јок. Замисли да работам у некоја, да кажеме, владина институција, да кажеме у Министерство за здравство. Таму се работи до 7. Која ја ќе земам резултати? Никојаш. И ја така се нервирам и ми текнуе. Викам, ова зимањево резултати меѓу 1 и 2 е сигурно усогласно со новите реформи у здравството. Нема губење работни часови. Меѓу 1 и 2 си на пауза и тогаш одиш на шалтер, нели, да си земеш резултати од мокраќа. И викам, шом се мора, така се мора, викам, морам ја да се реформирам као пациент. И јас, нели, одам у петок, тачно 1:15, се нацртуjem тамо на шалтер, нели, а оваа сестрава се задубила у тоа хартиите као ној и не ме ни регистрира. Дури после 10 минути крева глава, ја у тој момент се наведнуjem вака на шалтерот, како што треба, како што смислила државата, нели сите да се наведнеме на шалтерот, и пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. Добар ден, може да ги земам резултатите од мокраќа? А она ме гледа као да сум дошол по резултати од психијатрија и ми вика не може. Ај почекав 5 минути, реков, совеста на медицинскава сестра ќе проработи, ќе ми се обрати, нели? И тогаш ми светна. Тогаш ги открив трите најголеми вистини за медицинските сестри. Под број 1. Медицинската сестра нема совест. Под број 2. Медицинската сестра реагира дури по петото викање. И под број 3. Медицинската сестра може највише да ти заврши работа у болница, али само ако сака. А оваа мојава немаше абер од сакање. И викам, се извинувам, може да ги земам резултатите, овде пише меѓу 1 до 2 дека ги давате сега 1,5. А она па ме погледнува као да гледа говно и ми вика, не може. А зошто викам не може? Не може, бе дечко, зашо не се стигнати. Добро, бе, викам, а која ќе стигнат? Види, бе дечко, па резултатите не се пици, па сега ќе ги ставиме да се печат, па ја ќе ти кажам ќе стигнат за 15 минути. Ќе стигнат, кога ќе бидат готови и кога ќе ги донесат. Добро, викам, а кој знае кога ќе ги донесат? Види, дечко, некој може знае, али ја не сум таа. Па добро, бе, викам, зашо сте напишале тогаш дека давате резултати меѓу 1 и 2? Така, бе, дечко, ние даваме резултати меѓу 1 и 2, ама ако се стигнати и ако ги донесат. Кога не се стигнати и кога не се донесени, ќе си доеш следниот петок од 1 до 2. А бе, викам, ова има муж дома или одамна го има пратено у Бардовци? И тама ја да ја отерам у 300 пички мајчини, еден позади мене пациент вака ми прави, и јас се вртам, он ми се бувне у лице и ми вика, се извинувам, ова е шалтер за мокраќа? Не му викам, ова е шалтер за тренирање нерви. И он опцу се сврти и си замина.
Ја тргнав по него, али оваа сестрава позади ми вика: "Господине, почекајте, вашите резултати туку што пристигнаа, дојдете да си ги земете на шалтер. Ако сте задоволен од нашата услуга, притиснете на црвеното копче. Ако сте делумно задоволен од нашата услуга, притиснете на жолтото копче, а ако воопшто не сте задоволен од нашата услуга, во што јас не верувам, стиснете на црвеното копче." Мрш пиздати матер. Ги земав резултатите, искочив надвор, ги проверувам крвта, бели, црвени крвни зрнца, хемоглобин, седиментација, све уред. Тоа мокраќата чиста, ко да сум пиел варикина пред мочање. Проверувам бриз од грло, од нос нема изолирани патогени бактерии. Бриз од грло, опа, тука застанав. Читам и не ми се веруе. Викам, го наебав. Ешерихија коли. Абе, викам, еднаш излижав погрешен сладолет у животов и отидов јабана. Бати херојот. Шо ќе му кажам на Свети Петар горе кој ќе ме праша од шо сум рикнал? Шо ќе му кажам без живи срамотилоци, бе? Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолет. Абе, човеков ќе се утепа од смеење, бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти, бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолет на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ајбе, не јади гомна. Вика, го гледаш оној тамо? Викам, го гледам и шо? Вика, он имал 15.000 жени. Од 15.000 првата фатил сида и умрел. Бачиште невидено. Херојска смрт. Него, вика, му даам бенефициран престој у рајот и дозвола за споменик на кој плоштад сака у Македонија. Вале ќе му го прави за 6.000 евра. Ситно. А вика, го гледаш оној другиот. Шо бе, му викам тој? Вика, тој 3.000 пути скокнал со падобран. Имал 20 жени, 10 мужи, 3 магарици, 2 овци, 1 кобила. Му се родиле 20 деца. 3.001 пут не му се отворил падобранот и умрел ко фраер, бе. А не ти си умрел од лижање сладолет на кој што капела вода од еркондишено, кој што се какале гулабите. А види, бегај. На тоа ми текна ја кога искочив од таа државната лабораторија и кога прочитав у резултатот дека ми е изолирана Ешерихија коли, или што би рекол Берлускони, бактерио молто популаре. И ја така испаничен трчам кај оваа матичнава, влагам, она ми вика: кај си бе ги донесе резултатите, да не има нешто? Викам, како ме праша, као да идам од породилно. И ги оставам резултатите, она ги гледа, вака ги листа, и вика: да, добро, супер, чисто, одлично, браво, така, убаво, здрав си. Абе, од каде кај тебе Ешерихија коли? Викам, како ми рече од каде кај мене Ешерихија коли, како да ме виде у Мерцедес кабриолет, па од кај на мене Мерцедес кабриолет. Абе, викам, ова е шлакната, бе, шо да и кажам, бе? Сум јадел говна и тоа од голуб, да немаш нешто против? И таман тогаш ние да се фатиме за гуша, она мене вака ми го фрла резултатот и ми вика: не можеш да имаш ти Ешерихија коли, бе. Овие у државново појма немаат. Како, бе, појма немаат? Нели овие у приватново немаат појма? Не, бе, вика, не може да имаш Ешерихија коли, да имаше, вика, Ешерихија коли, вика, па ти сега ќе гореше температура, вика, ќе те тресеше треска. И тука малце мене ми падна камен од срце, али ја гледам докторкава, вака се потпрела и ме гледа. Абе, да не си ти обратен? Викам, шо? Да не си двоцевка? Молам? Педер, бе, педер, да не си педер. Па си го примил анално, па после си го лапнал орално. Па ко си го лапнал орално, си лапнал и од тоа Ешерихијата коли. А мене ме мавтосуеш тука со сладоледи гулапчиња. Си лижал ти сладолед, ама од некој друг вид, од некое твое другарче гулапче, признај. Чекај, бе, викам, не сум педер, не сум онадел ништо со месеци, Ешерихија коли у грло. Не се секире, вика, оди сега да правиш втор бриз. Ако пак се покаже Ешерихија коли, вика, да ти препишам антибиотик. Еве ти упат, оди во приватната. Аман, бе, викам, оваа била кому иде, бе.
Окај се ја причава дека овие од приватната ги носат примероците у државната. Му вика, мај бегај, што ќе се расправам со ова? Дај да одам кај што ме праќа да си извлечам поволен резултат за себе. Оти како викаат? За животот се работи. И јас право у приватната лабораторија, тамо влагам и го сретнем другар ми Љутви.